на дебатата за воспоставување на заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница, активност на програмата за зачувување на природата во Македонија. Програмата е поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а дебатата е организирана од Фармахем, Македонско еколошко друштво и Центарот за развој на Источниот плански регион. Гости и панелисти во оваа дебата вечерва се заменикот министер од Министерството за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, председателот на Советот на Источно-планскиот регион и градоначалник на општина Кочани Николчо Илиев, Добро вечер, раководителката на Центарот за регионален развој на Источно-планскиот регион Драгица Здравевска, Добро вечер, помошникот директор на јавното претпријатие Македонски шуми Борче Бојчовски, добро вечер, и од Оделението за уредување и користење на шумите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Јуран Дика. Благодарам на сите што учествувате во оваа дебата. Во публиката секако имаме граѓани, невладини организации, новинари, заинтересирани страни кои исто така во текот на оваа дебата ќе поставуваат прашања. Во моментов постоечките заштитени подрачја зафаќаат само 0,03% од територијата во сливот на реката Брегалница. Со програмата до 2020 година се предвидува овој процент да се зголеми на минимум 3% или површина од минимум 13.000 хектари на целиот слив. На овој начин природните вредности во овој дел од државата, кои доскоро не биле доволно истражени и вреднувани, би го добиле статутот кој го заслужуваат. Градоначалниците од регионот сметаат дека бенефит за целиот регион ќе има доколку се заштитат едно поголемо подрачје, како на пример Осогов, Осоговските планини, и едно помало подрачје на Малишевијата. Но што ќе значи ова за жителите на ова подрачје? Сигурно се прашуваат и тие. За сточарите, за пасиштата, за оние кои екзистираат од полјоделството. Тукму затоа во публиката и имаме представници на 11 општини од Источно-планскиот регион, сточари, пчелари, планинари, невладени организации, локално население, други засегнати страни, како што се и представници на рударскиот сектор, концесионери на ловишта, на мали хидроцентрали. Тука имаме и угостители, луѓе што се занимаваат со туризмот, представниците на јавните претпријатија што управуваат со шумите и пасиштата, секако моите колеги новинарите од регионот и, како што веќе најавив, сите вие можете да поставувате прашања во оваа дебата. Но да не должам многу, на почеток, каква е всушност сликата од терен во однос на заштитените или незаштитените природни подрачја? Од терен сликата има мојата колега Викторија Јованова. Малешевијата Голак поникват сера водопадите на Равна и Козијачка река, Стариот Дав во Кочанско Бели, платаниумите во Мородвис, клисурите на реката Брегалница, но и на нејзините притоки се дел од природните убавини на источниот регион. Мал број од нив ги има во туристичките понуди, па приказните легендите за нив ги знае само локалното население. Топ тема на ваша страна го посети живописното Лесново на Осоговските планини, каде што можат да се видат пештерите и Лесновскиот манастир. Колку што е стара црквата Свети Архангел Михаел во Лесновскиот манастир, толку е стара и Црната Дудинка. 7 века таа е сведок на настаните и чудата кои што се случуваат во Лесновскиот манастир. Монасите од Лесновскиот манастир сами се грижат за 7-вековната дудинка која се уште дава црни плодови. Разгранетото стебло за да не падне го подпираат со дрвја. До сега ниту една институција нема пројавено интерес за да се заштити ова вековно дрво. Токму поради ваквите приказни за природните убавини на истокот, кои не се доволно промовирани и заштитени, Фармахем, Македонско еколошко друштво, Центарот за развој на Источнопланскиот регион, со средства од Швајцарската агенција за развој и соработка, заеднички работат на проектот за заштита на подрачјата во овој регион. Во последните 6 години во програмата за зачувување на природата на Македонија се направени истражувања за биолошката и пределска разновидност. Врз основа на ова се и подготвени предлози за нови заштитени подрачја. Во моментов само 0,03% има заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница. Целта на оваа програма е да овој процент се зголеми на 3%, значи од вкупната територија на сливот или минимум 13.000 хектари кои што треба да имаат третман на
заштита. Заштитата во никој случај не значи забрана за економскиот развој, не значи кочење на економскиот развој, туку напротив, од прогласувањето на заштитените подрачја се очекува да има бенефит целото локално население. Градоначалниците од регионот се единствени дека паркови на природата треба да се прогласат Осоговските планини и Ченгино кале во Малешевијата. Заштитата на овие подрачја би било од 5-та категорија, а според експертите по нивното прогласување, општините, невладиниот сектор, туристичките работници и што е најважно локалното население, полесно ќе доаѓаат до европски пари за развој на туризмот. За да ја помогнеме на Македонија да ги достигне оние цели кои таа ги зацртала, мора да прогласиме заштитени подрачја и во овој регион. Згоро на тоа, во тек на истражувањата во кои беа вклучени од околу 30 на експерти од Македонија од странство, главно биолози, геолози, геоморфолози и така натаму, констатиравме дека во регионот се наоѓаат вредни подрачја за заштита, на кои што им треба активно управување, за да ги доведеме во некоја поприродна состојба. Истокот нема национален парк, но преку оваа програма ја гледа шансата за добивање на парк на природата или заштитени подрачја. Местното население кое ги произведува осоговското и малешевско сирење, компир, сливе и други земјоделски култури од овој регион ќе имаат бенефит. Нивните производи ќе добијат двојна вредност. Ете, ова беше сликата од терен што се случува во Источна Македонија, во овој плански регион, што се случува со Осоговските планини, зошто е потребно да се заштити природно ова подрачје. Со оглед на тоа што имаме паналисти од различни области и засегнати страни, сепак би почнала со Министерството или заменика министерот Макрадули. Вашето министерство е надлежна институција за заштита на природата во целата република. Како гледате на овој процес за прогласување на заштитено подрачје токму во Источниот плански регион? Јас сакам да ја истакнам исклучителноста од денешниот настан, бидејќи започнуваме една јавна дебата за една убава хумана димензија за подигнување на квалитетот на животот на граѓаните, со овој пример во Источниот плански регион. Ова оди во правец на заложбите на Министерството да не биде веќе сервис на другите министерства, туку заеднички партнер со другите министерства. До сега бевме сведоци дека некој ќе науми нешто, а Министерството ги исполнува тие желби. Сега се оди во еден поприроден пат, а тоа е да се заштити природата, а потоа врз база на таа дефинираност да може секој да инвестира во соодветно подрачје. И затоа пред 10 дена владата донесе два многу клучни и стратешки документи, две национални стратегии за заштита на природата и на биолошката разновидност, две стратегии кои што во суштина, во основа имаат заштитените подрачја. И тоа е еден природен пат. Градоначалниците имаат своји желби, амбиции, се разбира, тоа потоа доаѓа со валоризација на тој терен како податок во Министерството за животна средина и потоа Министерството за животна средина се разбира во соработка со другите министерства, за разлика нешто што и досега не беше случај. Апелираме на поголема соработка помеѓу министерствата, да се дефинираат заштитените подрачја, да се дефинираат зоните во заштитените подрачја и да се тргне на табу тема од јавноста во Република Македонија дека заштитеното подрачје го кочи економскиот развој. Ние мора да направиме еден баланс помеѓу економскиот развој и заштитата на животната средина. Ние сме привремено овде на оваа планета, треба да оставиме нешто и за идните генерации, и ако ги заборавиме заштитените подрачја, ако заборавиме природата, таа гледаме како се враќа. Јас во последно време добивам позитивни критики каде што вика само за воздухот се секирате. Има многу области од животната средина, заштитените подрачја се едно тие во кои што можеби поприоритетно треба да делуваме, бидејќи тие се основата на се она што понатаму се извршува. Министерството за животна средина има екипираност во рамки на секторот за природа кој е спремен да помогне, бидејќи клучот ќе дојде повторно, реков, во Министерството. Амбициите ги поздравувам на градоначалниците, желбата, новиот пристап да од екосистемските услуги се
живе, тоа донесе нешто на општината, а ние сме тука како министерство да помогнеме. Да, ова е интересен проект затоа што некако се согласуваат сите градоначалници и нема, барем не се гледа некоја љубомора, како да кажам, дека вие ќе добиете повеќе, некој помалку. Туку сите заедно од регионот сте во овој проект. Сепак со нас е и градоначалникот на општина Колчани. Според досегашните дискусии и анализи, која опција според вас за заштитена подрачје најмногу одговара? Затоа што нели има неколку верзии колкава ќе биде големината, опфатот, едно поголемо, едно помало. Меѓутоа, ако сте вие гласот, еве и представникот на градоначалниците, кој од сметате дека од тие проекти би имало најголем импакт на општините, всушност? Токму така, значи, недоволната информираност на сите нас, граѓаните, а и ние градоначалниците, секако дека немавме доволно информации што значи тоа заштитено подрачје и не бевме доволно информирани како ние треба да пристапиме према однесувањето во делот на процесот на прогласување на заштитни подрачја. И благодарение на Фармахем се организираше и Македонското еколошко друштво се организираше едно студиско патување во соседна Бугарија, каде што на еден многу убав сликовит начин ни беше презентирано што значи едно заштитено подрачје и укажувањето од нашите колеги градоначалници во општините кои беа цел на нашата посета беше многу јасно дека треба да пристапиме кон процесот за прогласување на заштитени подрачја не утре, односно вчера. Токму од тие причини, тие сознанија кои ги добивме, ние имавме прилика меѓуседно да разговараме и да се договараме што е тоа што треба ние да го направиме во средниот период и како што повеќе пати ни беше презентирано дека сливот на реката Брегалница е едно идеално подрачје каде што има многу работи кои треба навистина ние да ги погледнеме од друг агол и од друг аспект и да ја дадеме навистина правилна вредност и да ги заштитиме. Меѓутоа со оглед на тоа дека ние сами тешко можеме да ги прогласиме, односно да ги направиме заштитни подрачјата заради финансиски средства и други работи што треба да ги направиме. Благодарение на Швајцарската агенција за развој и соработка, со нивна финансиска поддршка, беше ни јасно кажано дека Швајцарската агенција може да поддржи една целна група, односно максимум 2 подрачја кои ќе бидат заштитени. И секако ако погледнеме во контекст на тоа дека заштитеното подрачје треба да биде 13.000 хектари, што значи на нас не ни многу остануваше да се шириме, бидејќи први нако тргневме за заштита на повеќе подрачја, немавме средства тоа да го направиме, односно нема доволни средства и некако целокупната ова организација не водеше на аспектот да го прифатиме сите заедно предлогот како предложено подрачје за заштита, предлогот број 1, односно предлогот едно големо заштитено подрачје и едно мало. Имаше проблеми со колегите затоа што во атарот на една општина или 2 општини е тоа подрачје, а кај некои и не е. Вака, значи ние градоначалниците секако дека повеќе или помалку сме заробени во нашите ровови, гледаме повеќе на нашите интереси во општини, меѓутоа морам да кажам дека јас како председател на на Советот на Источнопланскиот регион сум позитивно изненаден, бидејќи во овој момент, значи во тој дел, во овој сегмент воопшто немаше никакви разлики, тоа го покажа целокупното бодирање, значи не само ние градоначалниците, туку и стручните служби од надлежните министерства, сите јасно и гласно покажаа дека ова е идеална шанса од некаде да почнеме од најголемото и можеби според сите презентации доста интересно подрачје да пробаме да го заштитиме, а процесот секако дека овде нема да застане и ќе продолжиме ние како градоначалници од Истокот да ги поддржуваме и другите делови во Истокот да ги заштитуваме и кои не се во една или друга општина. И сакам уште нешто да додам дека нашата идеја се шири понатаму, значи Осоговието гравитира и повеќе други градови кои не се во Источнопланскиот регион, туку североисточниот и гледам позитивни сигнали, ние разговараме со нив, укажуваме тоа што го ние видовме и нашите сознанија, пробаме да ги пренесеме, се со цел да ги мотивираме и тие да се одважат да се приклучат према процесот да прогласиме навистина една огромна територија на цело Осоговие.
Ова е добар пример каде што општините нели се здружили, имаат слично размислување и веројатно многу полесно и за целиот регион. Госпоѓа Здравева, што ова ќе значи всушност за регионалниот развој или каква е поврзаноста на тие заштитени подрачја и регионалниот развој, како тоа всушност ќе го видиме бенефитот од сето тоа? Токму така, најнапред морам да кажам дека иницијална капсула во промена на размислувањата на градоначалниците, па генерално и на нас, беше почетокот со имплементацијата на проектот Програма за зачување на природата во Македонија, прва фаза, кој што се имплементира веќе со втората, веќе 5-6 година, да излеземе од она зачауреност дека прогласувањето на едно заштитено подрачје, не знаејќи што всушност значи заштитата на подрачјето, го кочи економскиот развој и го уназадува развојот, регионалниот развој. Најнапред морам да кажам дека во првата фаза направивме доста напор во промена на свеста и размислувањето кај сите чинители во регионот, посебно кај градоначалниците од претходниот состав. Сега продолживме со новите градоначалници како татковци на општините, да навистина е редно време да се промени нешто во развојот на регионот, од аспект на забрзување на развојот и зачувување на природата и нејзино одржливо управување. Зошто го велам тоа така? Од причина што ние сме еден од регионите кој што долго време представува слепо црево во државата, во Република Македонија, од аспект на севкупниот регионален развој, со најслаба инфраструктура, со многу мал дел на средства од буџетот и од останатите фондови за развој на регионот, со голем процент на иселеност на младите генерации, со упропастени села, со еден или двајца жители. И кога си ја поставивме пред нас таа цел, бевме свесни дека оној процент од 0,03% заштитена површина од аспект на вкупната површина што е заштитена во Република Македонија, тоа се само некаде околу 70 хектари. Или 0,015% од територијата на Источен плански регион. Замислете, 0,015. Со некои си поединечни стебла или група на стебла, како што се дабот бели или црната дудинка и така натаму и така натаму. Меѓутоа, пратејќи ги оние можности и програми кои што ги нуди Европската унија, а ние се стремиме и чекориме натаму токму и Македонија да биде дел од таа Европска унија, да биде дел од тоа заедничко семејство, во тој случај, ако не ја промениме свеста и ако не се промениме во однос на размислувањето, што значи природата, што нуди природата во рамките на развојот, не само на генерално, него и во социоекономскиот развој на самото место население, на жителите кои што живеат во тоа заштитено подрачје, кое заштитено подрачје ќе нуди значителен обем на дополнителни приходи, што исто така представува подем во развојот. Во тој случај, навистина ќе заостанеме во искористување на сите можни програми со европски фондови. Целта значи природата да се искористи, за да може да одиме позабрзано во економскиот и севкупниот развој на регионот. Само како пример ќе ви кажам. Сега имаме отворен повик со Република Бугарија, со работката, повторно се користат европски фондови и има индикатори кои што фактички укажуваат на тоа во колку предлог проектот се однесува на активност која што е поврзана со заштитено подрачје, во тој случај многу полесно може да се обезбедат финансиски средства за имплементација на тој проект. Верувајте, она што го спомна председателот на Советот, ние имавме едно тематско патување во Република Бугарија и честит ги упатувам, бидејќи тие се не 10,
110 чекори пред нас во однос на прогласени заштитени подрачја. Ето пример за во пракса како всушност треба и сето тоа да се Како ние направи треба изгледа, фактички да го следиме, да ги следиме европскиот. позитивните примери од нашата околина и на Европската унија. Господине Бојчовски, вие доаѓате од македонски шуми. И кога станува збор за заштитени подрачја, мене прво што ми текнува е како всушност на вистина реално да се заштитат подрачјата од разни причини. Неправедна и нелегална сеча, како да се зачува подрачјето физички на некој начин, како да се заштити од пожари. Се знам дека не можете на сите прашања веднаш да ми одговорите, се надевам дека во текот на дебатата ќе можете повеќе, меѓутоа еве со сите проблеми со кои што и се судирате вие и на терен, дали сметате дека јавното претпријатие во вакви услови какво што е може да се прилагоди и навистина да одговори на прашањето, оти кога велиме заштитено, тоа треба да биде заштитено, а не незаштитено подрачје, за да не ве критикуваме новинарите по тоа дека не сте заштитили. Така, благодарам на прашањето. Вака, дали сме подготвени? Ние како македонски шуми, како структура, значи со луѓе, со технички средства и како субјект кој што е делегиран од владата да стопанисува со шумите во државна собственост во Република Македонија, да, ќе кажам дека сме подготвени да управуваме и менаџираме во иднина со такви заштитени подрачја доколку, нели, дојдеме во ситуација да ги прогласиме на територијата на Источнопланскиот регион. Би сакал да напоменам дека и ми е драго што веќе се издиференцирани неколку такви заштитени подрачја, и ако забележите, тоа е на територија на шумите, како што рековте, и не случајно се издиференцирани, затоа што токму благодарението на таа позитивна шумска пракса која што се имплементира на целата територија на Република Македонија од страна на јавното претпријатие за стопанисување со шуми, токму поради тоа се зачувани овие екосистеми, оваа биолошка разновидност на овие терени и јас сум среќен што конечно и други субјекти, други актери на нашата сцена пројавуваат интерес и конечно еве со тоа го потврдуваат нашето позитивно работење на терен во минатите години денес, а јас се надевам дека заеднички и во иднина уште подобро ќе ги имплементираме работите на терен. Во делот на управувањето исто со овие заштитени подрачја, заменик министерот спомна екосистемските услуги. Тука е исто еден момент кој исто така пред да пристапиме да ги востановиме, да ги кронисаме тие подрачја, и сум благодарен токму на оваа дебата што се почнува еве веќе јавно по медиуми. Екосистемските услуги се многу важен фактор кој што ќе влијаат дополнително да компензираат одредени други процеси кои што нема да се одвиваат на тие пространства, кои што, нели, заеднички пак сите ќе ги одредиме зоните на активно управување, заштитни зони и така натаму, кои што еве тука пак би повикал на еден процес на отпочнување, интензивно отпочнување на процес на валоризација на тие екосистемски услуги кои што ние како пракса во шумарството работиме за да ги заштитиме, подобриме и унапредиме се со цел за подобро искористување, како што рековте, на природата од сегашните генерации, но да оставиме подобро утре и зидните генерации. Само кажете ми, за да појасно биде за граѓаните, како вие и дали имате капацитети физички да ја заштитите шумата? И како вие ќе се преориентирате да тоа го направите? Тоа ќе бидат ренџери, тоа ќе бидат луѓе кои што ќе го чуваат сето тоа. Јас можеби сум многу критична во смисла на тоа дека се оштетуваат македонските шуми, меѓутоа факт е дека сме сведоци на нелегална сеча, крадење на шумите и за жал опожарување. За жал, такви девијантни појави ги имаме во Република Македонија, ги има и насекаде во регионот, но ние работиме и цел ни е нивно, значи, намалување, каде што нема да предизвикаат дополнителни штети. Во делот на заштитените подрачја, да, реков како капацитети, ние имаме развиена инфраструктура, ние имаме сектор кој се грижи за заштита на шумите, ние имаме сектор екологија на шумите, имаме сектор, нели, и користење на шумите, така да
како инфраструктура сме поставени. Ги имаме структурите на терен. Ние действуваме на ниво на Македонија преку 30 подружници кои што работат на целата територија на македонски шуми и освен заштитата која што ја прават нели на државните шуми, исто тоа се работи во делот на приватните шуми. И во моментот сме исто треба да кажам дека сме единствен субјект кој што дава услуги на собствениците на приватни шуми во Република Македонија. Така да, капацитети имаме, но јас велам дека нели не е се идеално и сме спремни да ги надградиме нашите капацитети, да ги подобриме, токму еве со учество на вакви јавни дебати, можеби да анимираме повеќе стручни лица од поспецифични дејности кои што би работеле поконкретно на биодиверзитетот или пределската разновидност во одредено заштитено подрачје и така натаму и така. Ви благодарам. Господин Дика, вие доаѓате од Министерството за земјоделство и шумарство и сега од една страна имаме зачувување на природата и заштита на природата, од друга страна е живот, пракса. Под вашето министерство спаѓаат луѓето кои што живеат од земјоделство, кои што живеат од шумарство. Како сето ова да се избалансира и нивните потреби да бидат задоволени, затоа што ќе имаат, сигурно имаат пасишта, имаат кори во овој дел што ќе се заштити, а од друга страна да стопанисуваат онака како што стопанисувале до сега или тоа да го подобрат? Благодарам, Снежана. Значи, токму нашето активно учество во овој процес, да се грижиме за сите чинители, бидејќи нашето министерство е надлежно за многу сектори, укажува на тоа дека заедно со Министерството за животна средина и со сите чинители, особено за овој процес, меѓутоа генерално со Министерството за животна средина и просторно планирање, ги следиме во секој чекор овие процеси, бидејќи мора да укажам дека конкретно за ова подрачје, како што рече и представникот Македонско еколошко друштво професор Славчо, престојува процес на валоризација на подрачјето. После тоа, нормално дека ние као Министерство ќе треба да ги усогласиме нашите активности на тоа подрачје, како Министерство, стратегиите и програмите, во согласно со стратегиите кои се донесени од страна на владата за природа и за биолошка разновидност. Секако, тука ние како Министерство работиме интензивно, бидејќи во овој процес, како што рече и професорот, самото подрачје е такво сега утврдено, бидејќи има екстензивно земјоделство, значи тоа треба да се зачува. Исто така, добрите пракси во шумарството, зборувам за тие што се плански, бидејќи вие поставивте прашање на колегата Борче, меѓутоа тоа се дејанија кои се надвор од секторот за шумарство. Тие се фактички пожари и илегални активности кои реалност. Да, реалност, секако и Министерството ги има тоа во предвид. Да ви кажам дека секторскиот пристап во, да кажеме конкретно, бидејќи јас доаѓам од секторот шумарство, секторскиот пристап во шумарството од страна на владата се е поставено на начин да во ова година ние ги прилагодиме законодавството во шумарството, во ловството и во генетскиот фонд на шумските видови дрвја, согласно регулативите на Европска унија, и во тоа сме во интензивен контакт и со Министерството за животна средина. При тоа ќе следи процес на трансформација, колку за јавноста да знае, на значи стратешка цел на ова влада е да се трансформира исто така и македонски шуми за да одговори на новите предизвици, бидејќи јавното предпријатие е основано од 97. Новите предизвици, како што рековте и вие, се големи. Мора да знаеме дека руралната депопулација на овој регион особено е голем проблем не само за шумарството, туку и за сите други области, за работната сила, за значи како што вие поставивте прашање, ако нема популација во овој регион, имаме ние како што шумарство после други предизвици, немаме работна сила за операциите кои треба, потребите на секторот кои и те какво се потребни за овој сектор, бидејќи јавното предпријатие е основано од државата со основна цел да снабди со производи од шуми,
Тоа не значи само дрвото, нели? Во овој момент е така, бидејќи нема други опции за енергенси, да кажеме има, меѓутоа владата нели има настојување да ги еве со гасификацијата и така натаму на овие региони, меѓутоа повторно главното тежиште е на ефикасното работење на јавното предпријатие. А од друга страна, потребата за екосистемски услуги од шумите е уште поголема. Еве сите укажуваат и граначалниците и Министерството за животна средина. Сите тие имајќи во предвид дека 90% од собственоста, 90% од државните шуми се управуваат во стопанска намена, се управуваат од јавното предпријатие, одговорноста е голема. Чекорите кои треба да се преземат треба да бидат внимателни, да се направи баланс помеѓу потребата за енергенси производи од шуми, а исто така и заштита на природата. Како што рече колегата Борче, традицијата од 60-70 години планирање во шумарството довело до ваква ситуација. Традицијата во земјоделството во однос на екстензивното управување со просторот довело до ваква ситуација. И сега ние, усогласени со Министерството за животна средина, треба да ги зачуваме тие практики и можам, ако има уште простор, да укажам дека Министерството и текако во своите програми ги промови... Имате можност за целата дебата да го кажете. Јас имам време за уште по едно блиц прашање. Она што е заклучок за целиот регион, и тоа господја Здравја многу добро го објасни, е дека регионот кој што се иселуваат луѓе, од кој што се помалце број на вработени има, каде што нема можности за развој во однос на економски развој, каде што во училиштата се помале бројот на првачињата, каде што имаме празни села. А можам да кажам дека еден од најубавите региони во Македонија остана празен и пуст и за жал немаше стратегија тоа да се смени. Јас не знам колку може оваа стратегија тоа да го смени генерално. Меѓутоа, еве господине Макрадули, овие заштитени подрачја на сливот на реката Брегалница верувам ќе ја променат сликата на заштитените подрачја. Меѓутоа, кога ќе речам да ја променат сликата, не мислам само визуелно, само еколошки, туку мислам колкав, дали Министерството размислува на тоа колкав инкам ќе имаме од туристичка дејност, од друга дејност, или колку државата ќе вложи во промоција после на тие заштитени подрачја, на тоа да секој што ќе влезе на граница источна, јужна, било која граница да знае дека треба да го посети Осогово и слично. Заштитените подрачја нудат и економски перспективи. Ова подрачје има помалку население, но има релативно добра патна инфраструктура која што треба да се искористи. Има одредени подрачја кои што може да бидат привлечни за туристички или туристички атракции, некои куќички од трски или направени од времето кои што постојат, но и од друга страна има производи кои што можат со своето брендирање да го привлечат вниманието. И мене ме радува што во рамки на првата фаза од проектот излегуваат брендирани производители на мед, на ориз, значи практично тоа да представува еден репер во кој што со зголемена атракција, со зголемен фокус ќе привлече не само туристите, туку ќе привлече и луѓе кои што би инвестирале во регионот. Дека има растенија кои се типични само за овој крај или за Македонија, кои се наречени македонски или апсолутно, ако тоа е едно видео што е продукт од првата фаза, навистина е позитивно фрапантен, мислам. Тука не само македонската жалфија што е само тука, како што беше спомената. Има 900 габи кои што од кои 41 се мислам екстремно ретки и 40 ретки. За мене податокот фрапантен дека 220 од 250 птици имаат седишта седала овде во овој регион. Најголемото гнездо во Европа за штркови е во Чешиново Блешево, например. И тоа се ние не знаеме да го искористиме. Во една друга земја ќе наплаќат 5 евра да го видат гнездото. Тие работи, од една страна државата мора да биде партнер во рамки на легислативата, во рамки на законската рамка дефинирањето, бидејќи после завршувањето на стратегијата за валоризација, актот за основање доаѓа во владата. Тука нашиот сектор, нашето министерство треба да својот ноу-хау и знаење да го пренесе долу и заеднички да настапуваме во промоцијата на регионот. Не само да гледаат луѓето, туку и навистина да има и продукти кои што
би задвижиле економијата во овој дел и да ги задржиме луѓето на тој начин да престојуваат овде во овие подрачја многу повеќе. Градоначалниче, вие ќе имате една тешка задача во однос на тоа да спроведете како стратегија и да се усогласите со владата, со министерствата и слично, а од друга страна граѓаните се тие со кои што секој ден се соочуваат. Значи, мислите ли дека ќе успеете во тоа да ги задоволите и потребите на граѓаните од вашата општина или пошироко сите градоначалници и она што ќе биде план? Јас не знам во која фаза се сега објаснувањата директно кон граѓаните што ќе значат заштитените подрачја, ама верувам дека секој од нас има прва доза на скептицизам. Колку тоа него ќе му наштети или ќе му донесе. Во која фаза сте со тие разговори и дали имате веќе објаснувања кај жителите дека не треба да се плашат и дека ќе имаат конкретен бенефит и во согласно со ова што го зборувавме со заменик министерот, дали верувате дека ќе се зголеми процентот на практично заработувачката во општината кога ќе се прогласат заштитените подрачја, оти не е се на централно ниво и вие локално треба да се потрудите да се изрекламирате доволно добро за да луѓето ве посетат. Да, добро рековте, нашата работа секако не е ни на малку едноставна, меѓутоа ние сме овде и треба да се соочиме со реалноста и да пробаме да направиме од тоа што ни стои најдобро што е можно. Значи, во право сте дека ние не сме ни на почетокот со дебатата или со разјаснувањето што значи по принцип прогласување на заштитено подрачје. Значи, јас на почетокот реков дека без едукација на сите нас први да осознаеме што значи тоа за нас кои сме задолжени повеќе или помалку да се грижиме и да постапуваме во заштитените подрачја, секако дека на граѓаните уште помалку е јасно. Значи, јас се соочувам со различни мислења или различни коментари кога ние зборуваме или еве ние после начелно нашиот договор и согласност да осогово со Ченгино Кале бидат промовирани или предложени да бидат заштитени подрачја, секако дека пробаме тоа да го пренесеме и на граѓаните и на стручната јавност, да кажеме дека ние и на стопанствениците дека ние еве се бориме да осогово биде прогласено заштитено подрачје и секако дека коментарите и прашањата доваѓаат од различни страни и различни прашања. Дел од луѓето не се срекни, значи на почетокот додека не ја објасните, јасно е нивниот страв дека ние од утре ќе забраниме да влегуваат во шумите, не знам да обработуваат нешто или да не кажам што значи тоа за спортскиот туризам со кој ние сакаме понатаму да се промовираме и со сите ред други работи што ги обавуваат луѓето во заштитените подрачја. Јасно дека информациите се недоволни и на нас не е потребна едукација и понатаму преку медиумите да искористиме прилика да на луѓето им презентираме што во принцип и во суштина значи прогласување на едно заштитено подрачје и веќе професорот претходно во неколку наврати ни објаснуваше што тоа значи и дека во овие заштитени подрачја, како што гледаме во колку биде прифатено или прогласено осоговието заедно со Ченгино Кале за заштитено подрачје, дека само неколку точки, односно некои 4% од целокупната територија ќе бидат строго заштитени подрачја, додека во сите други подрачја ќе можат слободно да се обавуваат сите стопански активности. Тоа е и намерата. Значи, да имаме едно заштитено подрачје, тоа со други зборови значи контролирано користење на природните богатства. Да не биде неконтролиран како до сега, да на секој што ќе му падне или како ќе смисли го уништува. Да доведеме еден процес каде што повеќе или помалку тоа што е наше природно богатство, ќе пробаме да го паметно искористиме, значи прво да го заштитиме, да остане тоа што треба да остане, а другото што е во сферата на економијата да го правилно користиме и понатаму да продолжи тој процес. Секако сметам дека на ова тема треба доста да се дебатира и на луѓето пошироко. Ова е само почеток. Ова е само почеток, бидејќи се уште немаме дефинитивна одлука, ова е само иницијатива за прогласување. Кога ќе имаме одлука како ќе се ближи процесот, така и ние ќе пробаме на граѓаните многу јасно да иставиме, односно до знаење што значи заштитено подрачје и сакаме да им кажеме кои бенефити ќе ги имат од целата таа работа. Значи, вие спомнавте за развојот на економијата на Истокот. Значи, Истокот
повеќе или помалку со години е запоставен, сега нема да кажем 5-10, значи со децении запоставен. Можеме да збориме и за инфраструктурата на истокот, и таа е, значи, напуштена. Вие знаете дека тешко можете да отидете до Делчево. Да, тука не се согласувам со заменик министерот дека значи, е релативно тоа сакам да кажам дека значи истокот е тотално запоставен и тоа допринесе за масовно иселување на луѓето. Значи, ние за некаков стопански или економски развој без луѓе не можеме да зборуваме. Значи, од тука се наметно и прашањето како ние како исток и како регион, општини кои граничат на овие подрачја кои ќе бидат прогласени како заштитени, како да го искористиме тој бенефит и да воведеме ново нешто, а тоа е во делот на туризмот, со помалку луѓе да имаме поголем економски бенефит. Значи, целта на заштитените подрачја на крајот ќе биде тој подобар економски бенефит за сите жители. Господја Здравева, вие одлично ги детектиравте барем основните проблеми во однос на регионот. Меѓутоа, бидејќи се работи за она со што вие се занимавате целиот регион, на развој на регионот, ја споменавте и Бугарија, која е толку близко, а толку далеко. Да. Значи, Клепало никогаш не се отвори, се запусти. А е потенцијално, тоа е граничната линија со Европската Унија, всушност. Тука се граничат со Европската Унија. Сметате ли дека ова всушност ќе може да доведе до некоја иницијатива и за меѓугранична соработка? Вие ја ги спомнавте позитивните примери, меѓутоа ќе може ли со ова да се направи притисок меѓународно на двете земји, Македонија и Бугарија, да може да се отвори граничниот премин и да не остане само на мапата таа заштитена територија, туку некој и од Европа да дојде да ја види, која што пак ќе речеме толку близко, а всушност за овој регион толку далеко. Ова малце излегува од темата на екологија, ама е битна во однос на меѓуграничната соработка и регионалното. Темата и можеби тоа повеќе ќе одговорат политичарите околу тоа прашање, бидејќи тоа да ги притиснеме преку нивна проблематика. Меѓутоа јас ќе ви кажам една работа. Регионот Источен како регион е подобен исклучиво за соработка со Република Бугарија, за разлика од југоисточен регион кој има можности да работи со Грција, југозападен регион да работи со Албанија, да работат со Србија и така натаму. И ја на повеќе наврати инсистирам кај претходниот состав на градоначалници, сега и кај овој, дека ние како регион мора да се избориме да и нашиот регион стане подобен за искористување на европски фондови и со други програми, како што е Србија, да речеме, можеме тука да бидеме подобни, за да можеме навистина да искористуваме такви средства. Меѓутоа, соработката со Република Бугарија и на источниот, и североисточниот, и југоисточниот регион, тоа се 3 региона кои можеме да работиме, е одлична во искористувањето на планираниот буџет од европските фондови, кој што е за оваа намена. Зошто велам одлично? Програмата ИПА со Република Бугарија е една од најискористените програми во исцицување на европските средства. 99,6% од средствата се искористуваат. Тоа е резултат на активностите на општините, на останатите чинители, невладини организации и на центрите за развој. Значи, тука морам да ја го поздравам ангажманот на сите градоначалници, на ЛЕР канцелариите и на центрите за развој и на невладините организации во овие 3 региона. Тоа исто и со подобниот регион од Република Бугарија. Во однос на Клепало, граничниот премин, навистина е штета што се уште не е заживеан, меѓутоа на тоа прашање нема да можам да одговорам. Ќе кажам една работа, дека буџетите за што се искористуваат од соработката со Република Бугарија се значително помали од оние кои што другите региони ги имат со Република Грција. Ако максималниот буџет за еден проект од приоритетна оска туризам за нас е 500.000 евра, за двете страни, значи по 250.000, тоа не е случај со програмата за Грција, каде што се 1 милион евра, да речеме. Тоа е огромна разлика. Значи, повторно, овие тука региони, тоа веќе се правила на Европската Унија, не се наши, искористуваат многу помал процент од тие предпристапни фондови. Она што за мене лично сметам дека чекориме позитивно напред, благодарение на програмата и искористувањето на средствата од Швајцарската конфедерација, верувајте дека
Швајцарската конфедерација е најголемиот донатор во источниот плански регион. Најголем донатор. Дури не можеме да споредиме во однос на процентот на средства од националниот буџет кои што се користат за рамномерен регионален развој, бидејќи ние од тие средства користиме само 11,3%, а тоа значи за 2018 година 22 милиона во однос на оние средства што сите општини и невладини организации и центрот можат да ги искористат од програмата со Република Бугарија. Тоа е огромна разлика. Меѓутоа, позитивното е што регионот постепено чекори напред во развојот на еден доста битен приоритет, а тоа е туризмот. Иако бавно, сепак постепено одиме во таа насока. Се уште не можеме да се пофалиме дека имаме видлив и јасен туристички производ. Се уште не можеме да се пофалиме дека има јасно дефинирани туристички дестинации. Меѓутоа, со прогласувањето на заштитени подрачја и се поголемиот процент на другите типови на туризам кои што го заземаат во однос на алтернативниот туризам, овде ми можел регионот веќе побрзо да го динамизира севкупниот развој, а посебно од аспект на подобрување на стандардот на жителите во регионот. Ако земеме светски, е многу важно да се алтернативниот туризам, природните производи, природно заштитените подрачја, луѓето тоа во светот да бараат, ние го имаме, ама тешко ни оди да го продадеме надвор. Господине Бојчовски, што ќе значи ова преструктурирање, да речеме на некој начин, односно заштитата на подрачјата за вработените во македонски шуми? Ќе се плашат дека ќе останат без работа или треба да ги отпуштат, оние кои се на терен, или ќе се задржат или ќе се зголеми бројот на вработени? Напротив, значи тоа се можности. Ние како македонски шуми во целиот тој процес исто гледаме како можност, каде што со нашето, повторно ќе напоменам, досегашно работење тековно на терен и благодарение на тоа работење за чувување на таквите вредности кои што веќе сите заеднички можеме да ги детектираме на теренот, ќе значи можност за сите наши вработени и трансформацијата значи можност, бидејќи како што спомна колегата Јурант, ние од 97 година сме основани, од 98 функционираме како официјално како предпријатие за стопанисување со државни шуми во Република Македонија и преку целиот овој процес и движејќи се и следејќи ги овие социоекономски проблеми кои што се наметнуваат кај нас во државата и во делот на кои се одразуваат во делот на работењето, ние се уште обстојуваме како значаен стопански субјект во Република Македонија, но неминовно е, тоа е и стратешко определба на владата, дека има одредени работи кои што се останати назад во времето, а ние гледаме и треба да грабаме напред, така да трансформацијата е процес кој ќе следи и на предпријатието, не, значи унапредување и на предпријатието. Да слушнат да или не, знаете, вака не толку многу одоколу. Така, значи унапредување и на можностите и на флексибилноста на предпријатието да биде уште поуспешно со тековното досегашно работење, но и предизвиците кои што следат токму со овие, например, заштитени подрачја или многуте подпишани меѓународни договори и конвенции кои што и текако влијат во нашиот шумарски сектор, а ние треба да фатиме чекор со сето тоа. Господине Дика, и за вас прашање. Од една страна, земјоделците во Македонија очекуваат секогаш поддршка, субвенционирање и слично. Кога се работи за заштитено подрачје, ќе го добијат ли тоа што го добивале и сега, или само заради преструктурирањето на подрачјето ќе им се закине дел од она што треба да го добијат? Ова е едно прашање вака од пракса и колку всушност е значена таа заедничка соработка што имате со Министерството за екологија или другите чинители во реализација на сето ова? Секако го зачнаа претходните говорници, иновативно финансирање во секоја област е многу важна. Мора да има предвид и јавноста мора да знае дека заштитените подрачја кои моментално се во Македонија имат проблем со финансирањето. Законодавството остава некои можности, меѓутоа треба да имаме предвид и ние како министерство присуствуваме на техничко ниво на ваквите состаноци како активности при прогласување на заштитените подрачја, меѓутоа јасно мора да биде на јавноста дека дури и било кое создавање на заштитено подрачје е инвестиција за државата.
тоа значи издвојена буџетски средства. Може да замислите дека восстановувањето на заштитено подрачје, незиниот мониторинг и следење, како што рековте, ќе има предизвици во смисол на илегални активности, пожари, заштита од илегални сечи и така натаму. Од друга страна, инвестиции во преадаптирање на земјоделците, среќа што, да кажеме, во овој регион има интензивност земјоделство генерално, меѓутоа има во одреден дел интензивност. Сите тие за да се адаптират треба да имаат компензаторни мерки кои треба да ги предвиди државата. Секако Министерството, јас доаѓам од сектора шумарство, кај нас има две програми, едната се вика за проширена репродукција на шумите, другата е за развој на ловството, на кратко. Реално кажано, многу мали се средствата таму, а можностите што ги остава законот се големи. Тоа што значи дека државата нормално за да направи баланс помеѓу потребите за заштита на природата и тековните економски активности во шумарството и во другите области, фактички треба повеќе средства да издвојува. Сега во однос на активностите во земјоделството, можам да кажам дека и сегашните програми, претпоставам сите и јавноста е информирана дека има низа на мерки во областа на растителното производство, и во сточарството и така натаму, меѓутоа еве би ги издвоил само неколку кои одат во линија со зачувување на природата. Тоа се фактички органското производство. Не би навлегол во бидејќи Значи би можело да се усогласат овие ваши програми за органско производство и се во линија, со заштита на природата во однос на органското производство, потикнување на сертификацијата на тие производи, промоција и маркетинг во државата, да се точно, и тоа брендираат производите. Точно, и тие се финансираат од програмите за земјоделство и рурален развој преку директните плаќања, преку ИПАРД и нормално и можности преку ИПА да се аплицира за нови за овој регион и целосно во државата. И фактички можности се тука, би ги кажал добрата земјоделска пракса, финансирањето од програмите за потикнување на земјоделците да ги користат. Значи, кога се збориме декларативно, можност има многу, останува да видиме во пракса колку тоа ќе се примени. Ако може само во контекст еден, овој регион е лидер и во уште еден дел кој што има влијание, тоа е регионалното третирање на отпадот. Кога ќе ги затворите сите диви депонии и ќе имате систем кој што се менаџира и кој што нити загадува, нити мириса, тогаш и овие подрачји, тие производи ќе добијат дополнително на цена. Тоа беше едно од следните прашања, како се согласи ако има регионална депонија со процесот на регионалните депонии ќе ги затвори прво дивите депонии. Сите оние кои што постојат во источниот, во цела Македонија, кои што нема да бидат повеќе предмет на емитување емисии, штетни емисии во воздухот. Тоа ќе му даде плюс вредност, дополнителна вредност на регионот. Кога со трансфер станиците, со трансфер центрите, ќе се организира, ќе се изменеджира третирањето на отпадот на таков начин во кој што нема отпад од отпадот и ќе се третира каде што ќе се произведува енергија од отпадот, во тој случај ќе имаме едно подрачје кој што ќе има дополнителна вредност на производите земјоделски, кои што се или другите производи кои што постојат во зони. Она што е битно, валоризацијата ќе понуди свое зонирање. Тоа потоа ќе ги дефинира правците во кои што сме или што не сме да се прави. Во вториот дел од емисијата ќе биде целосно посветен на вас, луѓето кои се наоѓате од другата страна во публиката и кои што верувам дека имате многу прашања за панелистите. Пауза за реклами и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата на заштитените подрачја, природни подрачја во Источна Македонија. И сега е време за прашањата на луѓето кои што се од невладините организации, сточарите, пчеларите, луѓето кои се занимаваат со тероризам и секако моите колеги новинари. Па еве, повелете, јас верувам некој од моите колеги ќе го скршим разод во однос на прашањата за панелистите, па доколку има некој, повелете со вашето прашање. Јас сум Лазо Димитров, новинар во локален медиум телевизија Кочани. Имам прашање до градоначалникот на општина Кочани, господинот Никол Чујлиев. Вие се залагате за проширување на содржините на ски центарот или на ски туризмот на Осоговските планини. Би ве прашал дали тоа е справедливо во идното заштитено подрачје. Благодарам. Повелете, градоначалниче. Благодарам на прашањето, убаво прашање.
бидејќи навистина туризмот е една од посебните теми со кои ние во последно време се занимаваме. И токму од тие причини, јас како градоначалник веќе сум информиран, односно се интересирав нешто повеќе околу проблематиката во заштитените подрачја и развојот на туризмот. Значи, тоа што го збориме за зимскиот туризам, за според студијата што е направена каде треба да бидат новите ски патеки, каде треба да бидат новите ски лифтови, сето тоа е земено во предвид, во соработка со стручните лица и дека се работи според моите сознанија и информации кои ги имам досега, значи според проектите кои стојат, за кои се уште може да се разговара, да се дебатира и во колку тие столбови, најмногу досега што имам слушнато е во делот на поставувањето на столбовите, кога ќе дојдем во тој процес во делот на жичниците, дека има одредени подрачја според сегашните проекти кои треба да бидат заштитени, односно дека треба да бидат столбовите поместени. Значи целото тоа е земено во предвид и дека на вистина ова прогласувањето на соговието за заштитено подрачје ќе има само позитивни страни во делот на туризмот, а никакви негативни импликации, бидејќи на вистина ова оди во склоп и на вистина ова е една нова шанса во колку смогнеме сили и најдеме средства за нов почеток и нов развој на туризмот во регионот, во целиот источен регион. Тука во публиката имаме и градоначалници од другите општини, не е само градоначалникот на Кочани тука, па еве колеги негови, доколку имате прашања до панелистите, повелете и вие исто така со вашите прашања. Сонја Стаменкова, градоначалник на општина Македонска Каменица, прашање до заменик министерот за во Министерството за животна средина и просторно планирање. Ние како општина сакаме да бидеме дел од заштитеното подрачје Осогово и со колегите градоначалници, верувајте, можем да кажем речиси едногласно се согласивме дека сценариото 1 представува одлична можност за создавање на бренд, посебно на општините кои што гравитираат кон Осоговието, во поглед на развој на туризмот и привлекување на инвеститори и донатори за развој на туризмот. Но знаете дека во нашата општина се наоѓа рудникот Саса, кој што е еден од најголемите економски двигатели не само во општината, туку и во Република Македонија. И ние како локална самоуправа не би сакале да создадеме конфликт на ситуација, да ги нарушиме односите со и одличната соработка која што имаме со рудникот Саса, па би ве замолила за ваше мислење и дали ние како локална самоуправа можеме да сметаме на ваша поддршка во прогласување на заштитено подрачје Осогово. Благодарам. Благодарам. Јас напоменав на почетокот, мислам дека е дојдено време и тоа е политиката на Министерството за животна средина и просторно планирање да ја промениме односот или позицијата што има Министерството во државата. Досега бевме сведоци, на пример, некој сака да изгради нешто, рудник, на пример, и вика таму ќе го градам. Сега направите ми студија за оценка на влијанието и стратегиска оценка. Тоа е сега, сакаме да го промениме. Сега ќе го дефинираме подрачјата и ако во рамки на заштитеното подрачје имаме дефинирана зона на строга заштита, таму концесии нема делење. И тоа е готово, завршена работа, нема повеќе да се размислува некој. Ако е активно упрување, може тоа да се прави, ако е зона на одржливо користење, тоа треба да се прави. Во однос на постоечките и во однос секаде каде што би дошол да се гради некој инфраструктурен објект, тоа е во зоната на одржливо користење или во зависност од категоријата, ако е категорија 5 по други стандарди, не може тоа да се направи ако нема стратегиска оценка и оценка за влијание. И тоа е задача на Министерството за животна средина. Таков баланс, ако го направиме, помеѓу економските потреби и заштитата на средината со повеќе инспекции, со мониторинг, со вистинска стратегиска оценка, тоа ќе можеме да дојдеме до решението. Ние затоа и ние повеќе притискаме на инспекциите, повеќе притискаме на општествената одговорност, пак на компаниите кои што се таму и на барање на инвеститори од страна или заедничко партнерство кои што би ги решиле проблематичните точки кои што се дел од еден систем на рудниците. И затоа мислам дека одиме во правец на наоѓање баланс и дека ќе можеме да зборуваме и за економски развој и за заштитено подрачје.
Факт е меѓутоа дека навистина тој крај е рударски крај и вработува доста граѓани, И учествува во бруто домашниот производ. Да, и факт е дека Источна Македонија па нема индустријски подрачја, што е добро за природата, ама можеби не е добро за граѓаните затоа што нема вработување и веќе констатиравме колку е испразната. Меѓутоа еве, дали имаме представник од рудниците кој можеби ќе го интересира колку всушност заштитените подрачја ќе влијаат на нивната работа и слично? Стојановска Марија, представник од Рудник Саса. Сакам да кажам дека досега покажавме и докажавме и сме еден позитивен пример за веќе воспоставен хармоничен систем за рамнотежа помеѓу зачувувањето на природата и економскиот развој. И не само на зачувување на природата, туку и на унапредување на животната средина. Именно Рудник Саса работи на реализација на бројни проекти во зачувување на животната средина. Еве тековен е проектот за заштита на биодиверзитетот, од каде што идентификуваните загрозени видови ќе ги одгледуваме во експериментален проект исто во развој Расадник. Истите тие видови, значи, ќе се грижиме за нивното зачувување и уште еднаш покажуваме за нашите заложби за одржлив развој. Имате прашање или е само коментар? Коментар, благодарам. Благодарам. Она што е генерално многу значено пак од друга страна за Источна Македонија е можноста да се планинари и верувам дека планинарите и љубителите на природата некогаш не им треба план и програма и само иницијативно тоа го прават. Меѓутоа, факт е дека за жал јас и работев нели на планинарската несреќа што се случи во соседна Грција и гледаме колку може да биде трагично доколку планинарските патеки вертикално или хоризонтално не се обележани, доколку нема планинарски домови или пак ако ги има и за тоа имаме приказни кои како стопанисува со нив, дали има криминал или нема таму, значи и тоа прашање треба да биде уредено. И сепак ова е прашање што може да се третира на две нивоа, на национално и на локално. Меѓутоа, доколку имаме планинари овде, би сакала еве да видиме со какви проблеми се соочувате вие на планините и што сметате дека е од клучно значење дека треба да се направи и за заштита на планините, меѓутоа и за услови за ваша посетеност, па и ако го развиваат туризмот и за останатите луѓе што ќе дојдат овде. Благодарам. Поздрав до сите присутни и до гледачите на Топ Тема. Јас сум Сашко Стефановски, координатор на извиднички одред Ластовица од Кочани и поранешен долгогодишен секретар на Планинарско-спортско друштво Согово од Кочани. Слушајќи вака излагањата, доаѓаме до заклучок дека акцентот за заштитени подрачја секако се става на Осоговските планини. Можем да кажем со право, бидејќи според површината што е зафаќаат, Осоговските планини се на второ место во Република Македонија, зад масивот Јакупица, но замислете на 1100 километри квадратни во територија на Република Македонија нема ниту еден планинарски дом, ниту еден објект за сместување, со исклучок на неколку мали, еве од страна на Крива Паланка, Ловечка, куќа или нешто слично со многу мал капацитет. Треба да биде јасно дека при изготвувањето на секој проект особено се става акцент на одржливоста на проектот. Можеме да ставаме табли, предупредување и слично, меѓутоа ако немаме инволвирано планинари, извидници, планински велосипедисти кои што ќе бидат директни активисти во проектот, тогаш нема да биде ништо од тој проект. Па сакам да прашам дали еве општина Кочани, бидејќи најголем дел од територијата е на нејзина страна или директно раководителот на ИПР, дали има некоја стратегија или конечно некој план да се изгради планинарски дом или ако не се изгради нов, барем да се адаптираат училишните згради поранешни. Знаеме дека Осогово е особено богато со село од разбиен тип, скоро на секој рит има училишна зграда поранешна, па би можело тие сега да се адаптираат и да бидат претворени во некој вид на предстојувалиште на луѓето во планина. Благодарам. Благодарам на прашањето, на вистина корисно прашање и еве директно до вас. Корисно прашање. Јас морам да кажам за жал во Осоговието овој тип на планинарски домови за жал моментално не ги имаме, бидејќи тоа што имаше со тек на времето, државата се покажа како лош
стопанственики се руинирани, распаднати, што значи пред нас е еден процес на селото тоа да го доведеме повторно во една нормала, за да може да доведат во функција и да можат да бидат користени. Она што локалната самоуправа во Кочани го прави, во тој правец е, како што спомена мојот сограѓанин Сашко, сите училишта, бидејќи на жал, како што рековме, Осоговието веќе е иселено, значи таму нема, сите училишни згради кои стојат, ние што успеавме да реновираме, се реновирани и веќе е еден процес на издавање на планинарски друштва, извидници и така натаму. Тој процес Кој ќе стопанисува со тие згради? Тие ќе стопанисуваат, ние ги даваме бесплатно и ги издаваме само за да го заштитат објектот. Значи само да го одржуваат објектот за нивните потреби. Значи такви случаи има и продолжуваме сите други училишта, сите други згради кои ги имаме, кои се во сопственост на локалната самоуправа на општина, да ги изнајмеме на сите спортски друштва кои имат интерес за таа работа. И тој процес ќе го продолжиме натаму. Меѓутоа, важно е да кажам дека ние веќе имаме и проект, значи во Кочани, готов проект за реновирање на една од зградите кој е веќе доста напуштен, срушен, каде што би добиле 20 соби за и тој ќе биде еден нов модерен планинарски дом. Ние со тој проект конкуриравме веќе на неколку повици, за жал до сега немавме некоја среќа или поддршка да го тоа направиме, меѓутоа ние не се откажуваме од нашата идеја и од нашата намера да направиме еден планинарски дом кој ќе биде навистина во функција на тоа што треба да биде, односно да луѓето кои ќе пешачат, планинарат, да можат да го користат. Ако се зголемуваат капацитетите и причината за посетеност, веројатно мора да се одговори на прашањето на спестување на туристи. Токму така, тоа е едно од горчливите прашања кои моментално се соочува Осоговието, односно поточно Пониква. Ние сме сведоци дека во изминатите неколку месеци викендите Осогово или Пониква беше толку многу посетена да што нешто немаше простор во рестораните, бидејќи ние ако имаме капацитет од 250 столчиња во рестораните се вкупно, а доаѓаат по неколку илјади, 4-5 илјади луѓе, значи немаше простор ни каде да седнат и кафе да пијат и тоа е разочарувачки навистина. И тоа не е нешто ново, тоа е веќе со години и таа тенденција се зголемува. Интересот за Пониква, односно за Осоговието, постојано е во пораст. Ние се соочуваме и со немање на доволно паркинг места, значи се случува по 3-4 километра долж по патот до Осогово да има напаркирани возила, што од своја страна ја намелува и безбедноста во случај, ние знаеме во зимските денови дека луѓето одат за скијање и во евентуални повреди, значи се загрозува и безбедноста, евентуално повредени лица да бидат безбедно пренесени до медицинските центри. Значи очигледно ние имаме многу работа за да ова прашање го подигнеме, е подигнато на едно повисоко ниво, имаме проекти на кои силно работиме, меѓутоа и овде доаѓа во израз недостатокот на средства, проектите, идеите се тука, проектите се тука, меѓутоа се уште немаме најдено за секој од нив средства, меѓутоа не застануваме, работиме, заедно со поддршка. Ќе видиме резултатите, така. Да, ќе ги видиме, само уште нешто да кажам, заедно со поддршка на Источно-Планскиот регион, веќе... Да дадеме простор на луѓето да прашаат, се извинувам што ја прекинувам. Доколку има представници од невладиниот сектор, ако имате ваши прашања, повелете. Велиновски од општина Крива Паланка. Сакам да поставам прашање во врска со донесени урбанистички плански документации и документации кои што се во постапка на донесување во однос на Осоговските планини. Значи, тие се донесени, има постапка помината низ совет со сите согласности. Да, чекайте, тоа се наоѓа во рамките на овие заштитени подрачја? Да. Значи, како ќе се усогласат веќе донесените урбанистички планови кои се наоѓаат на заштитените, потенцијалните заштитени подрачја? Ова е прашање за општината повторно. Значи, тоа што се сега до општина Крива Паланка, не го знам целиот урбанистички план и не можам да коментирам, меѓутоа ставот е јасен дека тоа што е донесен како урбанистички план веќе е вклопен и дека ќе биде вклопено и во евентуалното погласување на заштитените подрачи, ќе бидат земени во предвид тие урбанистички планови и секако дека
ние сакаме и понатаму да продолжиме, бидејќи тоа еден дел ќе биде од извор на средствата и така ќе помогнеме во развојот и на Нема да туризмот. претрпат измени заради тоа што станува збор за заштитени подрачја или Значи, тоа што е веќе донесено нема да претрпи, него ќе се вклопува заштитеното подрачје, тоа што е за заштита ќе биде заштитено на база на тоа што е донесено до сега. Меѓутоа, од сега натаму ќе се води строго внимание за тоа каде и што ќе се планира, односно со урбанистичките планови, каде ќе се планират нови хотели или други објекти кои треба да бидат изградени во интерес на луѓето кои ќе ги користат во иднина. Дали имаме уште прашања? Да повелете? Еве, јас би поставил едно прашање. Значи, јас сум Војо Соколски, председател сум на Националното здружение на собственици на приватни шуми Република Македонија. И со оглед на тоа дека го представувам еден дел од чинителите кои се значително заинтересирани за овој проблем, а врзано за темите за кои зборувавме и до сега, ми се чини дека е важно да кажам дека ние сме вклучени во овој дел на 0,03% заштитен регион во Малишевијата, односно во источниот плански регион, и таа заштита се однесува на вонглавном приватен имот. Луѓето што спаднаа во тоа заштитено подрачје вонглавном ги добија ограничувањата, но и никаков бенефит. Години тие не смеа да отсечат едно стебло од сопствената шума, и тоа така траеше до пред извесен период. Со оглед на тоа, дека ние како собственици на приватни шуми, многу директно ќе ја почувствуваме заштитата. Прашувам, и прашањето е до заменик министерот, како и на кој начин тој дел ќе биде искомпензиран со собствениците, бидејќи да се разбереме, ние исто така имаме цивилизацијска обврска да придонесуваме кон стандардите и кон заштита на природата, ама тоа никако не смее да биде врз плечите на собствениците на приватни шуми. Затоа што и проектот за заштита на Осоговијата и дел од Малишевските планини се однесува токму на шумарството, односно на заштита на шумите, кај што ние имаме своја собственост. Тоа би било прашањето, благодарам. Благодарам. Повелете ме, Крадули. Па може би ќе ме дополнат од јавното предпријатие, но она што е јасно е дека како и за другите области кога се врши некој инфраструктурен проект, се обештетуваат граѓаните кога проаѓа некој, да речеме, пат по некоја земјоделска површина. Овде на истиот начин, доколку во рамки на зонирањето некој дел од шумата падне во зона на строга заштита, во тој случај мора ние како држава, тоа е одговорно, да пристапиме во процесот на компензирање или на возвраќање нешто кон приватниот дел кој што користи, приватното стопанство кој што користи шумата. Се разбира тие проценти. Да, како ќе знаеш, тука знаеш тие проценти од Министерството и од Македонски шуми. Би го надополник заменик министерот. Прашањето е убаво на место и баш во контекст и на тоа што претходно го спомнав, а заменик министерот го начина, екосистемските услуги и нивната валоризација. Конкретно може ли да знае господинот како ќе биде обештетен? Оти плански е... Не, прво мора да поставиме систем на компензацијски мерки, ние тоа го немаме во државата. Значи не постои. Законот. Значи мора да воспоставиме систем, да дебатираме, да дискутираме и да најдеме начин како овие екосистемски услуги кои ги пружаат шумите, нели, шумите се јавно добро, без разлика дали се државни или приватни, тие се добро од јавен интерес и се стопанисуваат со посебен закон. Тоа не постои механизам и правилник на обештетување на овие лица? Во моментот не постои таков инструмент. Ако можам дополнам? Да. Тоа е предвидено, како што ви реков, значи едно е дека ние имаме искуство со моменталните заштитени подрачја, кои има недостаток на финансирање. Зборувам за националните паркови и другите. Сега со ова заштитено подрачје од пета категорија нема во државата. Заедно во техничко ниво ние веќе ги зачнавме тие проблеми, бидејќи и Министерството наше и тоа го засега, бидејќи рековме дека 90% државните шуми ги стопанисува јавното. Така. 10% се приватни, каде што репрезент е господинот. Ако во планот за валоризација, а потоа и ако ја прогласиме и планот за управување со тоа заштитено подрачје, се ограничи некое право на приватњаците или на државната шума. Тоа значи дека, затоа реков дека внимателно треба пристапиме кон целиот овој процес, бидејќи државата, бидејќи како што рековме, тука е Министерството за животна средина, они се повеќе надлежни, мора да најдат иновативен начин во тој план за управување да компензираат одредени ограничувања.
Што се искуствата? Кој модел би можел да се земе? Сега, значи, Законот за животна средина, Законот за природата има генеза како би можел да го решиме тоа. Во светот, тоа често произлегува од шумите. Да кажеме, има искуства низ светот за плаќање за екосистемски услуги. Евалуацијата на некои е лесна, на некои не. Да кажеме, шумите преку 300 функции имат, утврдени, например, утврдени преку Министерска конференција за заштита шумите во Европа, каде што ние како Македонија членуваме. Евалуацијата на некои од нив е лесна и претпоставам дека животна средина во соработка со нас во наредниот период, не само поради Осогово како заштитено подрачје, поради другите генерално, че треба да пристапиме како држава и да најдеме, повторно реков, иновативен начин, бидејќи генерално е, да кажеме, у Србија или во Хрватска е најдено емпириска се прави некоја формула по која што се формула и кажено дека зелен данок има толку проценти платено за заштита на животната средина или за финансирање шумарството. Затоа реков, јавноста мора да знае дека за да имаме заштитени подрачја, за да мониторинг на истото да имаме на долг рок, за да управуваме функционално, не треба средства. Јавното во таа насока лесно ќе се трансформира, нели? За конкретно пошто го прашавте и колегата, буџетот кај ќе се обезбедува? Планот за односно со законот за управување ќе се одреди, зборуваме за телото за управување. Меѓутоа компензаторните мерки не може законот да ги одреди. Тоа треба повторно со Закон за животна средина ограничувачките активности во одредени подрачја да ги реши на национално ниво, а не Законот за прогласување. И за тоа бидејќи националните паркови, на пример, давам еден пример, се беа споменати, се во рамки на Министерството за животна средина. Иако постои законска обврска, само еден национален парк го наплаќа влезот во својот национален парк. За жал, другите од некои причини не успеале да соберат храброст или треба да измислат иновативен начин како да го направат на плаќањето за да може влезот во националниот парк, бидејќи тоа чини, бидејќи тоа треба да се зачува да се врши плаќањето. Не зборам за другите објекти од мобилната телефонија, да речем инфраструктурни објекти кои што постојат, па некои плаќаат, некои не плаќаат, но довршуваме само да ви кажам дека има многу. Значи дека ќе се треба да се најде механизам за едни се категории на услугите кои што ќе бидат дефинирани во законот се разбира, а ова спаѓа во компензации и бенефиции кои што важи за сите приватни објекти и ресурси кои што се одземени практично, да кажам, во наводници од страна на државата за добро, за јавно добро. Јас ви благодарам за оваа дебата, за вовидниот дел на кој што одговорите на моите прашања. Жал ми е што во текот на телевизискава дебата не можеме сите прашања да ги опфатиме што се од публиката. Се надевам дека ова е само иницијатива и ќе биде прва од многуте дебати кои што ќе бидат особено битни за регионот и ќе му донесат на овој регион бенефит и развој, и инфраструктурно, и туристички, и економски, и се надевам дека ова ќе биде на задоволство пред се на граѓаните и сите што живееме во Македонија. Вам, почитувани гледачи, ви